Трете ред во просторијата, господине Молам, спикер. задржете се на темата Не, и слободно на збори прашањето, си. да. Еден од телевизорите ни остана со звук. Тоа е Да не почне овој... да брмчи Да, моторот. пушти го Тоталов да види зашто, иначе ќе почне да... Сега, еве едно ќе Лјупчо не е соработник. Аха. Јас Лјупчо го немам видено како соработник во досијата. Сега што треба да се појасни? Потпрашање само- Досијата се чистени. Добро. Тоа сега се пише. Крајот на 80-тите голем дел од досијата се уништени и во 60-ти години има уништувано досија. Јас открив кога ги истражував документите поврзани со досијата, дека по падот на Ранковиќ, нели, по оној брионски како се тоа конгрес пленум, не знам како се викаше, каде што паѓа Ранковиќ, пошто Ранковиќ нели е шеф на тајна служба и е у тоа време и појако Тито. Да. И Тито го кине. Тогаш паѓа и тајната служба во Македонија. Комунистичка, односно Сојуз на комунисти на Македонија прави една комисија за ревизија на работата на тајната служба. Тоа е 60-тите години. Таа комисија, составена од видни дејци во нели Сојуз на комунисти на Македонија, прави извештај. Ја тој извештај го најдов, го открив и го објавив. Исто е објавено од црни страници на УДБА. Таму вика 135.000 досија дека постојат. Значи, а Македонија имала тогаш 1.500.000. Значи 10% од луѓето во Македонија имале Биле следени. досија. Мислам дека ти е непријатно денеска микрофонот да го подместуваш. Не, микрофонот ми е топ, вака Да. студиото е топ, све е наместено. Сега можам да зборам. Ќе молам ако може да не ме прекинувате дека зборам, Може. бидејќи имам поента. 10% од Поанта. цела македонска Да. популација следено. Ама ако ги одбиеш децата, Добро. ако ги одбиеш возрастните луѓе 80-90 години, ја мислам дека 20 до 30% од целата популација е следено. Но работоспособно Во население. 60-тите години. Што значи една сериозна штазиевска организација која што го следела секој изблик на некомунистичко или нетипично размислување, делување дома и така натаму. Постојат овде документи во оваа папка. Значи, брат му на Драган Богдановски, и тоа утре го имам у Cyber команда, и неколку документи ги исчитав, и ќе биде убаво да го погледаат тоа сите заинтересирани. Брат му иде во ДБК и зборува за Драган Богдановски. У ДБК или у СДБ? ДБК е тука наведено. Државна безбедност. Ке прочитам. Не ги знам точно називите на службите, меѓутоа тие се наведени на секој документ. Служба за државна безбедност тогаш Тоа е СДБ, да. Да. Суштината што е? Денеска во државниот архив се чуваат 15.000 досија. Некогаш биле 135.000. Каде се 120.000? Сега, ја што дознав? Е дека 90-те години е направено големо чистење од последниот министер за полиција у Социјалистичка република Македонија. Тој беше адвокат после, Јован Трпеновски. И потврда нема, досијата ги нема, бројката ја нема. И на архивот му се предадени 15.500 досија. Сега, ние во 99 година донесовме закон за отворање на политичките досија и така дознавме дека имаме досија, меѓу другото јас имам досија. И нели се дозна за глумец и за други. Сега суштината што е? После тој закон вели, година дена се отвараат досијата, кој видел, кој не, граѓата се предава на државен архив. И МВР направило известување до Собрание на Република Македонија и во тоа собрание рекло, напишале дека чуваат 19.500 досија. Ама у архив се предадени околу 15.000. Пак 4.000 фалат 4.000. Значи последната проверка од пред 20 години укажува на разлика од 4.000 досија. Па така и на Динката го нема. Нели, Динката јас го открив кај, а и го спомна и Лјупчо, го открив во досието на Драган Богдановски. И тоа кога оделе таму се собирале. Да, ама он бил следен, значи многу е битно. Ама му го нема досието. Така, ама многу е битно да разграничуваме кои луѓе биле следени, кои биле соработници Динката, на службата. Да. Значи Динката бил следен од страна на службите и се појавува како лик во Да. Ајде да почнеме со настани досијата. кои што ги работеле. Сега. Значи
15.000 завршуваат. Останува непознаница кај се тие 4.000 од 2002-2003 година и кај се претходно 120.000. Идејата што е? Ја кога зборував со Груевски околу црните страници на УДБА концепцијата. Прво, јас концепцијата долги години ја правев со Зоран Тодоровски. Зоран Тодоровски и јас го имавме она првично досие за следење на ВМРО ДПМН, кај што се следи седиштето, Љупчо, Доста, Флоровски, јас и другите. И тоа 97-8, па дури некои документи идат и до 2000-та. Што значи дека ние правевме концепција да видиме чека сега зашто се работи, дали е тоа у комунистичкиот период 45-90, дали е у независна Македонија, дали е тоа под контрола на Србија, дали е под контрола на тајни служби на Македонија, дали е комунистичка партија во прашање. Станува збор за исклучително голема материја. И јас ова му го објаснив на Груевски како премиер. Ја искрено не знаев дали он ова ќе го одобри за печатање. И он покажа неверојатен сенс, вистина. Значи покажа неверојатен сенс затоа што концепцијата која му образложив дека би оделе на пример првиот том расчистување со елементите на ВМРО по 45-та, емиграцијата, уметноста, така натаму све до 8-миот том каде што е имам еден том за Ченто и за Ѓорѓи Доцев, се до на крај 8-миот том е тоа е у првата тура што ги објавивме, обидите за разнебитување на ВМРО ДПМН и 9-тиот том е листата за лустрација. И која правев ја листата за лустрација, таа е црна книга на црните страници за УДБА. И многу ми вика, што сега книга правиш, ги има онлайн. Абе, викам, дај да ги испечатиме у книга. Ќе ги тргнем. Нека ги има у книга. И кога дојде до пржинските преговори, многу малку луѓе знаат дека таму се преговараа сет на мерки. Не се преговараше само техничка влада, кој да биде министер, кој да биде заменик. У Пржино, меѓу другото, договор беше направен да се укине комисија за лустрација. Тоа многу малку луѓе го знаат. Јас овие книги ги работев тајно. Значи, и разговаравме тоа со Груевски и муаветот беше да не се знае дека ќе одат книгите, зашто ако се дознае дека ќе одат, ќе плачеа кај америчкиот амбасадор и кај европските амбасадори и у Пржино и тоа ќе ни забране. Немаше да можеме ни книгите да ги објавиме. За среќа успеав да стигнам 2016 дека они преговара у Пржино, ние да ги објавиме. И тие остануваат вредно сведоштво. Баш кај што пописот на лустрираните, веќе ја нема комисија за верификација на факти, не постои никаква орган на државата, нити сајтот. Да пробаш да куцаш, да бараш било какво досие, попис, листа, нема. Не постои. Значи, они направија се за тоа што го правеше комисијата да се поништи. Фрчко даде и предлог да се поништи цела лустрација со закон. Малку фалеше да усвојат, нема доволно мнозинство, мислам, да усвојат закон со кој што ќе носат решение да се поништи целата лустрација што се направи. Така што ова се многу јаки структури. Ова се многу втемелени структури. Тие не се даваат ни до ден денеска. Сега што е поентата која зборувам за ова и која зборувам за лустрација и која зборувам за нивни наследници. Сега некој тебе те кодошел. Ти си паднал во затвор или си емигрирал. А за заслуга што го правеле они тоа, по 2, по 3 наредни генерации, они ден денеска се или во врвот на политичките партии, или во врвот на бизнисот, или во новински и уреднички куќи порано Нова Македонија, Вечер и така натаму, или суди и обвинители и така натаму со предности во системот. И тоа беше идејата на лустрацијата. Да лустрацијата доведе до прочистување на процесот, да некои работи што ги правеле излезат на виделина и да се спречи можноста тоа да се повтори. Меѓутоа, они не се даваат. Они ден денеска даваат отпор. И сега, што е интересно? Што овој момент сега ме води кон поентата за овој муавет вечерва, а и за она што го зборувам утре. Ден денеска, луѓе кои што имаат сомнителен бекграунд се величаат и у ВМРО ДПМН. Ден денеска семејства, наследници нивни, на луѓе кои што работеле 80-тите и 90-тите години за УДБА, давале информации за УДБА,
Ден денеска се моќници во ВМРО ДПМН. Ден денеска многу релации се нејасни, сокриени или функционираат по принцип на лоби кои што не го знае ни членството и луѓе кои што не се, како да кажам, расчленети, не се доволно познати на македонската јавност, а преку партијата користат бенефити. И тоа е тоа што мене ме иритира. Мене ми пишуваат удба, мудба, глупости пишуваат, кога ја бев единствениот што Добро да го расчистиме само тоа. ризична ситуација се ставив да ги објавам овие работи. Да го расчистиме само тоа. Ајде.